Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Славица Арсова, уредник и водител на програмата која ќе ја следите во следниот час. Зад нас имаме турбулентна политичка недела и потенцијален изнеден пат за излез од политичката криза. За овие теми, но и за темите од здравството, денеска ќе разговарам со министерот за здравство Никола Тодоров и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Останете со нас, почнуваме веднаш по блокот реклами. Реклами. Една од водечките градежни компании во Македонија и пошироко. Повеќе од 20 години традиција и искуство. Супер бренд за 2013-2014. Ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Градежна компанија Трансмет. Чекорете удобно и елегантно со новата колекција на Пеко. Единствено во салоните на Пеко, голем избор на обувки од брендовите Бугати, Ара и Габор. Пеко, бренд за сите генерации. Со професионализам, квалитет на услугите и испорака низ целата земја, се трудиме да допреме до секој клиент. Со нашите брендови Осрам, Шнајдер, Вито, Груман, Комел и други се стремиме да ги донесеме светските технички достигнувања, квалитетот и безбедноста во вашите домови и работни места. Елинг. 25 години со вас. Не штедете на погрешни места. Искористете ги специјалните понуди на сервисниот центар Рено. Бесплатна контрола на возилото, 30% попуст на сет ребрес ремен со водна пумпа, диск плочки и тискови, како и 50% попуст на работна рака до 31 мај 2016 година. Дознајте повеќе на renault.mk и закажете термин на 02 2 727 234. Automotive Group. Тримакс книжарници. Се на едно место за вашата канцеларија. Тримакс книжарници. Промотивни пакети во салон за убавина Силуете. Радио Слободна Македонија. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Слушате Пулт на Радио Слободна Македонија. Како што најавив на почетокот, мој денешен гостин, министерот за здравство и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Никола Тодоров. Добре дојдовте во Радио Слободна Македонија. Добре најдов. Господин Тодоров, ќе почнеме со темите од здравството. Вчера најавивте неколку мерки кои што се однесуваат на подобрувањето на задоволството на пациентите од здравствениот систем, и тоа не е на здравствената услуга, туку на нешто малку поинакво. Најавивте поставување на посттерминали за плаќање, за регулирање на услугите. Зошто се одлучивте на еден ваков чекор и какви мерки предвидувате? Па, ние го имплементиравме неверојатно него први во Европа еден интегриран здравствен систем со кој што се овозможува претходно закажување на термините, точно да знае секој во колку часот треба да дојде на закажан термин и да не чека повеќе од 15-20 минути за да ја добие таа здравствена услуга. И тој систем, мој термин, одлично функционира, но луѓето кога ќе дојдат во болница не го гледаат само тој дел. Значи, ако порано чекале, 2-3 или повеќе часови за да дојдат до докторот, сега не чекаат 10, 15, 20 минути, освен во некои ситуации кога има итен случај или нешто посериозно се случило, тогаш може да почекаат, но тоа е исклучок, а не правило. Но ќе дојде, ќе заврши работата во смисла да добие здравствената услуга и потоа треба да иде на шалтер. Кога ќе тргне на шалтер, тука почнува во некои здравствени установи голгота. Иде од на еден шалтер, па на тој шалтер му заверуваат документи, од тој шалтер го праќаат на друг за да плати, фискална сметка му дадат, па од тој на трет за да све се завери, после пак се враќа на истиот и на секој шалтер чека определено време. И од еден шалтер на друг, на трет, на четврт, прошол саат време, некојаш и повеќе. Некои луѓе викаат дојдов 15 минути или 5 минути чекав за да дојдам на лекар, завршив работа и после тоа уште саат и пол или два се мафтам по шалтери. Сега за
Тоа да го смениме, направивме една проектна единица во Министерството во рамки на Управата за електронско здравство, мој термин, управата, кој што се занимава само со ова прашање. Значи направи детален скрининг на сите шалтери, на сите процеси, каде е застојот, заради што се јавува тој застој и така натаму, и предложи сет на мерки. Една од првите мерки која што ја предложи е воведување на посттерминали. Што констатира? Констатира дека многу често застојот на шалтерите се прави во времето на плаќањето. Некој дошол, нема ситно или нема да му вратат кусур и така натаму, или од некои други причини нема доволно средства во него, и тоа ствара големи и долги редици. За да тоа го избегнеме, ние дававме препорака, односно укажување, до секоја здравствена установа да постават посттерминали. На тој начин се забрзува протокот, се избегнува оној делот на немање на кусур, ситни пари и така натаму, и се намалуваат комплетните гужви. Од друга страна се постигнува и подобра контрола во работењето и помала можност за грешка. Секогаш кога се работи со пари, можно е да се направи и грешка. Но покрај ова имаме и други мерки таму. Не знам, мерката на жолта линија заради приватност на тој кој што ја добива административната услуга, но и заради подобро функционирање на шалтерскиот работник од другата страна. Имаме ова што претходно го кажав, детален скрининг и анализа за тоа како да процесите ги намалиме, односно трчањето од еден во друг шалтер го сведеме на еден шалтер и да отвориме што е можно повеќе шалтери на кои што ќе може да се заврши целата административна работа, а не поголем број на шалтери на кои што секој пациент треба да дојде на повеќе шалтери. Значи ако еден пациент доаѓа на 4 шалтери, тоа се као 4 пациенти. Ако имаме 100 пациенти, као да сме имале 400 пациенти. И тоа е голем проблем за здравствениот систем, ствара гужви и креира една лоша слика за целата здравствена установа. И у еден сегмент исто така што не е врзано со овој дел на шалтерите, но е врзано со сликата, тоа има во многу здравствени установи ќе сретнете стари дотраени апарати и така натаму по ходници, на видни места, по ќошиња, бутнати некаде така, и тоа ствара страшно грда слика за здравствената установа и побаравме од сите здравствени установи во рок од 45 дена да ги отстранат тие, да се исчистат ходниците и на тој начин да се поправи сликата за здравствената. И да има ново место за нова опрема. Место за нова опрема, да има место. Обично тоа се походници, пак е подобре да се стави некоја клупа, столче, така да може да застане, да седне некој, од што да има таква грда слика на нешто што е расфрлено, старо и руинирано. Најавивте изградба на најголемата болница во Македонија и тоа во Штип. Навистина импозантно изгледа оние графики прикази кои што можевме да ги видиме. Беше изградена детска болница во Козле, најава за доизградба на болницата во Струмица, една сериозна градежна експанзија во здравството. Колку се инвестира и што се планира во кои рокови да биде? Во овој момент во тек се инвестиции во износ од над 42 милиони евра во здравството, нешто што историски веројатно е најголем инвестициски циклус во здравствената инфраструктура, покрај болницата во Штип, за која што доста сме збореле и така натаму, која што треба да биде готова за 2 години. Инвестираме во реконструкција на клиничката болница во Битола, фасадата, кровот, термофасада, прозорите и така натаму. Инвестираме внатрешна реконструкција во Прилеп. Таа беше во многу лоша инфраструктурна состојба, комплетна реконструкција на болницата, општата болница во Прилеп. Во Струмица имаше едно крило за кое што повеќе од 25 години се збори дека треба да се заврши и така натаму. Ја тоа би го нарекол еден споменик на транзицијата, затоа што почнато е таму некаде крајот на 80-тите и застанало. Тоа е многу силна и голема инвестиција, околу 270 милиони денари. Свети Еразмо се реконструира комплетно во Охрид, 5 центарот се заврши и сега тече периодот на валидација на производството. Специјалната болница, односно институтот во Козле, исто така се заврши, но таму имаме уште еден сегмент на операциони сали, кои што сега ги градиме и во кои што планираме да се овозможи во таа болница покрај интернистички здравствени услуги да се дават и хируршки здравствени услуги, на тој начин комплетно да заокружиме болницата. Така да имаме и помали инвестиции во Лабуниште, во Боровец и така натаму. Се на се трудиме во што е можно поголем број на здравствени установи и онаму каде што е тоа неопходно да излегуваме во пресрети да
инвестираме во подобрување на здравствената инфраструктура, затоа што тоа е прети се сликата на здравствениот систем. Господин Тодоров, член сте на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и шеф на преговарачкиот тим во изминатиот период. Она што се случуваше во изминатите 2 дена, усвоивте закон кој што овозможува председателот Иванов да ја повлече аболицијата за лицата кои тоа ќе го побараат, но и за оние кои тоа не мора да го побараат од него. Дали со овие законски измени се отвори патот за излез од политичката криза? Па мислам дека со ова што се случи во последниве денови, на еден начин треба да почне да се релаксира ситуацијата во Македонија. Дали тоа ќе биде така, ќе видиме. И тоа во голема мера ќе зависи од тоа дали ќе се продолжи со деструктивните политики на опозицијата или не. Ако они продолжат со деструктивна политика и со политика на деструкција, на рушење и така натаму, тогаш веројатно нема да се стабилизира ситуацијата. Но она што требаше да се направи, тоа се работи, се доставија до собранието покрај законот за помилување, се доставија двата закони за управни спорови, за законот за општа управна постапка со кој што ќе се овозможи скратување на процедурите кои што им се потребни на ДИК заради полесно извршување на нивните функции. Се достави до собранието законот за така наречен закон за бомби или закон за приватност, кој што се одложи имајќи предвид мислењето на Венецијанската комисија и потребата од негово усогласување со мислењето на Венецијанската комисија. Се достави до собранието законот за заштита на лични податоци со кој што се решава еден конфликт на норми помеѓу изборниот законник и законот за заштита на лични податоци, и се достави до собранието и изборниот законник во кој што 5 јуни како ден на избори се избриша и се направи усогласување повторно со законот за заштита на лични податоци. Така да имавме еден сет на законски одредби кои што се доставија до собранието и веќе се усвоени, покрај тоа се констатира и оставките на министрите и дополнителните заменици од страна на СДСМ, што значи дека СДСМ повеќе не е дел од владата на Република Македонија. Се врати владата, коалиционата влада помеѓу ВМРО, односно владата предводена од ВМРО ДПМН. Дали враќањето на политичката влада значи крај на договорот од Пржино? Не. Договорот од Пржино не е мртов, напротив, и не ни може да биде мртов, затоа што во најголем дел тој е реализиран. Договорот од Пржино предвидуваше да прво се донесе изборен законник кој што ќе биде согласен со сите политички партии. Тој се донесе. Се дадат проширени надлежности на Државната изборна комисија, се дадо. Се направи нова државна изборна комисија која што ќе биде во која што нема владеачката партија да има множество за прв пат во историја на државата, се направи тоа. Се донесе закон за специјално обвинителство и се основа специјалното обвинителство, му се обезбедија сите предуслови за нормално да функционира. Се овозможи опозицијата да влезе во владата и тоа согласно договорот. Председателот на владата Никола Груевски се повлече од функцијата премиер 100 дена пред изборите. Тоа значи во најголем дел и се она што беше наша обврска е реализирано. Имаше таму уште две работи, уште три. Прва работа беше СДСМ се врати во парламентот, добро, се вратија, ако признаваме тоа е реализирана работа. Втора работа беше да се предадат нелегално прислушкуваните материјали од страна на СДСМ. Дали ги предадат, не знаеме. За ова значи имаме сомневање. Сомнеш дали е ова испорачено од нивна страна или не. Имајќи предвид дека има доста спекулации за тоа колкава бројка на материјали имало, колкава бројка е предадена, и најголем придонес за градењето на овие спекулации имат токму лидерот на опозицијата, затоа што човекот искача секое ново интервју му е различна бројка. И фабриката за афери беше Фабриката за афери, тоа е огромен скандал, кој што мислам дека некако не доби такво значење.
во секоја земја таков скандал ќе предизвикаше сериозна турбуленција, посебно и проблеми, посебно за оние кои што беа вклучени во тој скандал. Ние видовме определени поврзаности помеѓу овој скандал и опозицијата и како планирале да дојдат на власт, но како да ви кажам, веќе се навикнавме на тоа. Ние имаме два различни комплетно спротивни начини на функционирање во Македонија. Имаме од една страна деструкција и умисла како да се направи нешто лошо, пакост, некоја интрига и така натаму, и тоа е карактеристика за опозицијата. И од друга страна имаме политичка гарнитура која што гледа како да реновира некоја болница, како да отвори нова фабрика, нови работни места, да зголеми плати, да зголеми пензии, да се отвори некаде ново училиште, градинка и така натаму. Значи имаме тотално конфронтирани начини на политичко функционирање. Граѓаните го гледаат тоа и знаат отприлике што, не отприлике, него точно што им треба и што поддржуваат, и затоа имаме и таква поддршка на едната и на другата политичка опција. Така. Една од обврските на СДСМ, веројатно клучната беше да излезе на избори. Колку може од оваа денешна перспектива да се предвиди кога може да се случат избори на кои што СДСМ би учествувала? Особено ве прашувам затоа што видовме во изминатиот период неколку истражувања на јавното мислење кои покажаа дека целата оваа политичка криза, бомби, протести, шарена револуција не успеа да ја доближат Социјалдемократскиот сојуз, да го доближат до ВМРО ДПМН и да гурнат вашиот ред. Не само што не успеа да го доближат, него и го развоја. Тоа е третата работа, уствари, што требаше да се испорача, да имаме избори. Требаше на 24-ти да имаме избори април, немавме. Требаше на 5-ти да имаме, немавме. Очигледно е дека единствениот проблем на СДСМ и единствената причина затоа што нема избори во Македонија е слабиот рейтинг на СДСМ. Они нарачуваат анкети, гледаат анкетите, гледаат како стојат во јавноста и бараат начин како да не излезат на избори. Тоа им е единствена шанса во овој момент да се уште прават едно привидение дека народот е со нив и народот ги поддржува. А инаку станува збор за колку број на луѓе. Ние имаме една многу ајде не ја наречам со некој тежок збор, ама многу интересна ситуација во Македонија, да имаме околу 1000 луѓе држат во заложништво 2 милиони народ. Секој ден. 1000 луѓе, некојаш не се 1000, некојаш се 200, некојаш 500. Тоа е многу мала група на луѓе кои што држат во заложништво цела една држава, 2 милиони народ, цела една економија и сериозно го подриваат можноста за прогрес на државата. И сето тоа го прават само заради тоа што сакаат да помогнат СДСМ да дојде на власт. Нема друго. Оваа битка за слобода, битка за демократија е лажна битка. Тоа е фикција. Тоа е дел од кампања. Значи они решиле, ајде да видиме што ќе правиме. Програма не бива. Проекти немаме. Што да правиме? Ќе смислиме нешто за што не бива. Што? Да збориме. Што ќе збориме? Слобода и демократија. Секој ден на национални телевизии, по радија, на улица, на пресконференции збора дека нема слобода и нема демократија. Ај да најдеме некоја земја по светот кај што нема слобода и нема демократија. Да видиме како таму функционира опозицијата, а како функционира во Македонија. Колку често таму опозицијата тоа го кажува и како го кажува и како завршува после тоа, а како тоа го прави во Македонија. Во Македонија нема човек во државата што не го слушнал ставот и позицијата на СДСМ. Нема таков. Значи, ако секој човек во Македонија го слушнал ставот и политиките на СДСМ, може да изгради став за тоа. Така, ако ги прифател, ќе ги поддржи. Ако не ги прифател, нема да ги поддржи. И не можеш ти да го казнуваш сопствениот народ само заради тоа што не ти ги поддржува политиките. А не ги поддржува политиките зашто му нудиш нешто што го има. Они му нудат на македонскиот народ слобода и демократија. Не му треба. Знаете зашто? Зашто го има. Секој граѓанин во Македонија има и слобода, има и ја чувствува, ја живее демократијата. И ти му го нудиш тоа што го има. А он бара да му го понудиш тоа што му треба. А што му треба? Му треба на некој вработување, на некој повисока плата. Му треба на некој, не знам, подобра болница, на некој подобро училиште, на некој градинка каде што е поблиску до местото на неговото живење. Во некој села треба пат, некаде треба водовод. Тоа е тоа што му треба. А не му треба слобода и демократија зашто ги има. Иначе тие се
се согласувам ја, најзначајни. Без слобода и демократија ништо. Ама не можеш да му продадеш на човек нешто што не му треба. Зашто го има? Тука им е проблемот. На СДСМ они не можат да разберат дека не можат на тој начин да дојдат на власт. За да дојдат на власт треба да седнат, да се испотат, да размислат, да направат програма и да дадат политичка понуда на народот, и тоа политичка понуда за која што народот ќе свати дека му е потребно. Ќе рече да, ова е добро, ова ни треба. Не носи ли шарината револуција поени на СДСМ? И Со оглед на носи, тоа што и видовме носи. дека се демолираат објекти, се фарбаат споменици, тоа барем во кругот на луѓе во кои што се движам не наидува баш на И пот. носи многу поени, ама негативни. Заев е веројатно политичарот рекордер, кој што за многу краток период од околу 3 недели, имајќи преди дека ги следиме анкетиве и јавно мислење, за 3 недели има највисок пат, односно највисок скок на негатива на еден политичар, од околу над 11% поени. Значи не се случило на друг политичар за еден период на помеѓу две анкети, на пример тоа се 2-3 недели или 4 недели, зависи, да има толку силен пат, односно толку силен раст на негативниот впечаток на граѓаните за него. И ако направите споредба, ќе видите дека има сериозно негативен раст на негативата на Заев, значи пат на неговата доверба, и има сериозно негодување на граѓаните за тоа што се прави на улиците низ Скопје. Огромен процент, би рекол референдумски, граѓаните се против ова што се прави. Се против уништување на државен имот, се против уништување на споменици, против скрнавање на споменици, против фарбање на зградите, против паника, психоза која што се ствара, страв, вандализам. Кој сака тоа? На анкети над 67% не го одобруваат тоа. Тоа знаете што е? Тоа е значи ова го одобрува само најтврдокорното членство на СДСМ. Дури еден дел од нивните поддржувачи, ако правиме крос табулации, гледаме дека и тие се против вандализмот. Значи има дел од гласачи на СДСМ, значи луѓе кои што би го поддржале СДСМ, се ова зборам од крос табулации на јавно испитување. Значи не може да знам кои се тие. Но ако правиме анализа политичка или да речеме анализа на јавното мислење, ќе видиме дека има луѓе кои што се изјаснуваат дека би ја поддржале опозицијата, но се против тоа што опозицијата го прави. И сега, ако е таква ситуација, тука најмногу губи лидерот на опозицијата и затоа имаме таков негативен раст. Од друга страна, дали прашањата дали опозицијата се бори за слобода и демократија или за власт, исто. 67-68% викаат се бори за власт, каква слобода и демократија го имаме тоа. И тоа они не го гледаат, не ме јасно како не го гледаат. Значи, дали се влезени у некоја, не знам, се ставени на некои шини од кои што не може да се извадат, па мораат да тераат по тие шини од не знам кои причини. Дали не може тоа да го разберат, тоа стварно не го знам. Но базични политички истражувања ако направат, ќе сватат каде треба да се движи нивната политичка траекторија. Ова траекторија по која што се движат е контрапродуктивна за нив, ама ај што е контрапродуктивна за нив, тоа и не ми смета многу. Ми смета што е многу контрапродуктивна за Македонија. Значи не носи добро на ниту еден поединец со државата, ниту на државата. Господин Тодоров, може да се забележи дека сите политички партии во моментов се под силен меѓународен притисок. Само денеска во Скопје имаме тројца високи странски дипломати, тргнувајќи од заменикот помошник државен секретар на САД кој замина вчера, специјалниот германски пратеник, холандски директор на директорат за Европа. Што бара меѓународната заедница? Дали ќе се инсистира на некој нов пржински договор? Дали ова решение кое што го понудивте заедно со ДУИ ќе биде поздравено од страна на меѓународната заедница? Зашто се разговара во моментов? Видите, мислам дека нов пржински договор не е потребен. Од причини кои што ги кажав претходно. Сметам дека пржинскиот договор е жив и дека се уште е на сила и се уште се спроведува. Специјалното обвинителство постои. Изборниот законник е тука.
ДИК, како што сме се договориле, така е избран и така функционира. Така да не гледам зошто би правеле нов пржински договор. Опозицијата кога сака може слободно да каже 100 дена пред избори ќе се активира механизмот на пржинскиот договор, ќе влезат во влада, ќе се организираат избори, ќе изгубат на тие избори и ќе заврши се. Тоа е генерално. Сега веројатно дека тоа они нема да го направат. Од друга страна, имаме доста реформи кои што треба да се направат. Тука е извештајот на Прибе, итни реформски приоритети така натаму. Реформи и избори не идат заедно. Значи или ќе имаме реформи, или ќе имаме избори. Ако имаме избори за 2-3 месеци, ќе се направат или нема да се направат сериозни реформи, или многу малце ќе се направат. Ако имаме избори за година или година и пол, веројатно најголем дел од реформите ќе се реализираат. И тука е разликата. Дали ќе имаме реформи и промена на системот согласно сите препораки кои што сме ги добили од Европската унија, или ќе имаме избори. И во едната и во другата ситуација, и со едната и со другата ситуација можеме да се справиме. Опозицијата е таа која што би рекол се плаши од избори, се плаши со одчување со народот, а толку често се крие зад народот. Значи она постојано вика народот е со мене, ама не излогам на избори. Зашто? Ако народот е со вас, излезете на избори, народот ќе ја подржи, ќе формирате влада, секој си дојде на свое место од ваш, а го гледано. Но очигледно не е така. Добро, го слушнавме ставот дека се саманиоден избори бидејќи ќе победи, а вие нема да ги признаете. Тоа беше многу интересен став. Неколку пати морав да го слушам за да мисля дека има некоја скриена порака прво, пошто не ми се веруваше дека е така, ете, плюкната мисла да речеме некоја. Ама ако сметаат дека ние ќе ги дека они ќе победат, а ние нема да ги признаеме изборите, утре да идеме на избори, ќе си ги признаеме, нека не победат, да заврши оваа агонија во која што ја втурнаа земјата. Првеќе за агонија би сакала да ве прашам, рече се занима во изминатиот период помал или среден или голем бизнисмен со кој сум имала можност да разговарам, а кој не се пожалил од тензијата во која што се одвиваат настаните во Македонија и како тоа влие на нивниот бизнис. Разговарате ли со нив? Може ли да се надеваат дека во скоро време ќе биде постабилна состојбата и дека ќе се најде излез од политичката криза во која што и тие страдаат со своите бизнеси? Катастрофално влие. Мислам дека тоа беше и една од целите на оваа револуција, која што се прави да подрие економската стабилност на државата. За да докажат дека Македонија била во тешка економска ситуација. Значи, пазите, а сега извртенава мисла водилка што имаат. Значи, викаат, вака, гледаме дека Македонија е стабилна економски, ама цело време збориме дека не е. За да докажеме дека не е, треба да направиме да не биде, и после сите да видат дека не е. Како ќе го направиме тоа? Прво е ова што го прават: шарена револуција, психоза, вандализам, рушење, кршење, страф помеѓу луѓето кога има такви протести. Кој ќе шета низ центар? Дали ќе излезе некој да прочита, да купи нешто? Не. Луѓе ми се жалат со некој кој што комуницирам. Еден кафанџија ме сретна, вика, ме уништија. Имав договорено тури, доаѓаат туристи од Турција, од Кина, од не знам кои други земји, и имав секој ден договорено определена тура во мојата кафана. Како почнаа овие со шарената револуција? Нула. Ниту еден. Ја имам вработено конобари, имам вработено, не знам, кувари, имам вработен персонал внатре, џабе ги држам, плата треба да им исплатам, немам за плата да им платам, загуба идам. Зашто? Затоа што некој решил да се бави со вандализам и да бара нешто што и да нуди нешто што ја го имам. Значи имам и слобода, и пазарно стопанство, и демократија, туризмот сериозно растеше во Македонија, бројот на туристи во Скопје сериозно се зголеми и они од тоа живеат. И сега наеднаш он нема, празна му е кафаната. Вика друг, тој до мене затвара во 5. Затвара, спушта решетки, затвара. Од гранапчиња до, не знам, продавници за мебел, продавници за не знам што, затвараат. Затвара у 5, вика си одам, подобро да не ми влезе некој вандал да искрши нешто, да украде нешто, никој не ми доаѓа, се плашат луѓето. Што е тоа ако не подривање на економијата? Значи луѓето не може да трошат, не може да земат плата и така натаму. Од друга страна,
Исто така отидоа со многу опасна теза дека има проблем у банките, треба да се извадат парите и така натаму. По книга. Значи по книга рушење на државата. Рушење на држава по книга. И среќа што имаме стабилен систем и што имаме многу свесни граѓани кои што може да препознаат што е ефтин трик, пропаганда, манипулација, а што е реален проблем или реална критична ситуација. И не подлегнаа на овие обиди за подривање на државата. Значи не само на економијата, подривање тотално на државата во секоја сфера. Држава таа ни е. Не смееме да изгубиме заради тоа што некој сака да дојде на власт. Ако за да дојдеш на власт треба граѓаните те поддржат. Не можеш да им се светиш на граѓаните затоа што не те поддржуваат и да им уништиш државата. Тоа е вака историски греф и кон државата и кон сопствениот народ. 2 дена, 2 нови инвестиции, најава за нови проекти. Значи ли ова враќање на старото познато темпо на ВМРО ДПМН? Немаме ние друг начин на функционирање освен ова. Тоа е начинот на кој што ние знаеме да работиме. Се бориме постојано за инвестиции, се бориме за отварање на нови работни места, за намалување на невработеност, за зголемување на платите. Се бориме за подобро здравство, подобро образование. Јас идам денеска во Кочани, таму имаме нов мамограф. Вчера имав проект за шалтерите. За некој ден болницата во Струмица и така натаму. Значи постојано се трудиме да го решиме оној проблем на граѓаните кои што реално го чувствуваат и кои што им е потребен. И тоа е нашиот стил на функционирање. Така да ние ќе си го држиме нашиот курс на функционирање, а тоа е проекти, работа, нови работни места отварање, инвестиции во здравство, инвестиции во образование, субвенции во земјоделието и помош на земјоделците, инвестиции во инфраструктурата, водоводи, патишта и така натаму. Од тоа не отстапуваме. Господин Тодоров, ви благодарам што бевте гостин во Пулт на Радио Слободна Македонија. Фала на поканата. Почитувани слушатели, останете со нас, одиме со музика. Почитувани слушатели, тоа беше се во Пулт на Радио Слободна Македонија. Имавте можност да го слушнете мојот разговор со министерот за здравство и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Никола Тодоров. Се надевам дека уживавте во оваа програма и дека ќе останете на брановите на Радио Слободна Македонија. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на програмата во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден и добар викенд. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.